Следна тема која што ќе обработиме се алергиските реакции. Замислете една ваква ситуација. Седите во вашиот двор, сите собрани, наеднаш вашето дете притрчува кон вас, жалејќи се дека го каснало пчела. Пчелата го каснала некаде во пределот на лицето. Но она што го забележувате е оток кој што брзо се шири, оток на усните, оток на јазикот и наеднаш детенцето пребледнува и почнува да се жали на дишењето. Но пред да преминеме на тоа што треба вие да направите, најпрво да објасниме неколку работи. Алергиски реакции се јавуваат кај оние луѓе кои што се склони побрзо да реагираат на одредени супстанции кои што влегле во нивниот организам. Супстанциите кои што предизвикуваат вакви реакции се нарекуваат алергени. Анафилактичен шок е убедливо најопасната алергиска реакција, живото загрозувачка, која што за многу кратко време може да заврши фатално. Да напоменеме само уште неколку работи. При прво изложување на алергенот не мора да имате реакција. После повторувано изложување на алергенот, дури тогаш ќе се појави реакција. И секое наредно изложување на истиот ќе предизвикува се посилна реакција. Следно нешто што сакаме да кажеме и да објасниме е како да постапите во тој случај. Доколку, како кај вашето дете, се јави оток кој што брзо се шири, оток на усните, на јазикот, целото лице се деформира и детенцето почнува да се жали на дишењето, дека има тешко дишење и тешко може да земе воздух. Што тогаш да направите? Да се вратиме на нашиот случај. Вашето дете притрча кон вас, затоа што го каснало пчела, забележувате локално на местото на каснатината оток кој што брзо се шири, но забележувате оток на усните, на јазикот, бледило кое што се продлабочува и вашето дете почнува да се жали на дишењето. Што да направите? Го вадите од пакувањето епипенот, го фаќате како шило за мраз. Треба да го нанесете на надколеницата, на дворешната половина, на спојот помеѓу средна и долна третина. И одсечно, брзо боцкате. Бројте 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тогаш може да го отстраните и знаете дека целиот лек отишол на правото место. И едноставно може само да почекате да дојде брзата помош или да почне да действува лекот. Детето може и да изгуби свест. Што тогаш да правиме? Што ми изгуби свест? Во тој случај го легнуваме и спроведуваме реанимација, како што ви опишавме во видеото за реанимација. Проверуваме дали диши, позиционираме и почнуваме со масажа на срцето, односно компресија на градниот кош. Да ви објаснам за адреналинскиот автоинјектор или епипен. Тоа е еден ваков контейнер, како што ви прикажувам сега, во кој што има одредена, точно одредена, претходно подготвена количина раствор на адреналин, наменет за еднократна, за една употреба и наменет за употреба од страна на лица кои што немаат медицинско образование. Во две концентрации се наоѓа, помалата концентрација се употребува за деца до 30 кг, а другата концентрација за над 30 кг. Но еве уште една ситуација. Сте дале еднаш епипен и гледате дека на брзата помош и се потребни повеќе од 15 минути да пристигне. Што тогаш? А вашето дете се уште се жали на тешкоти во дишењето, отокот се уште постои, па дури и се проширува. Од бледило дури може да се јави и модрило. Во тој случај можете да дадете уште еднаш. Што може да очекувате како реакција? Евентуално забрзана работа на срцето, бледило или евентуално мачнина. Но има уште една работа на која што треба да се обрне внимание. Односно, сите оние кои што имаат ваков адреналински автоинјектор, треба редовно да го проверуваат пакувањето, дали е оштетено или не, рокот на трајност до кога е и доколку има можност да се види течноста, тогаш доколку има промената боја или има малечки парченца во течноста, во тој случај тоа адреналинско пенкало не треба да се употребува.
но би сакала да напоменам уште неколку работи кога станува збор за алергиските реакции. Ваква една силна реакција може да предизвикаат многу фактори. Не само осите, не само пчелите или стршлен како инсекти, може да предизвикаат корови, трева, прашина, мувли и така натаму. Понатаму може да предизвикаат и така наречените грињи, односно маличките паразити кои што живеат во душиците, во теписите. Понатаму исто така храна и различни видови на храна. Од јајца, од кикирики, лешници, јаткасто овошје, од риба, понатаму од јагоди и така натаму. На што треба да обрнете внимание? Не секогаш алергиската реакција е вака сериозна. Може да биде и полесна. Значи едноставно да се јави само локално оток, црвенило, доколку се работи за каснатина, или едноставно еден ситен црвен исип по целото тело или само на еден дел од телото, на препоните, под пазувите, на вратот и така помеѓу прстите. Може да се јави едноставно само чешање на јазикот или во грлото, солзење, кивање. Сите овие се знаци за лесна алергиска реакција. Но кои би биле знаците за тешка, сериозна алергиска реакција, кои што може да завршат и фатално? Секако да завршат со анафилактичен шок, каков што имавме во моментот во нашиот случај. Значи тоа би било оток кој што многу брзо се шири или исип кој што многу брзо се шири, проследен со оток на усните, на ждрелото со тешкотии во дишењето, пребледнување, се разбира и помодрување поради тешкотии во дишењето. Исто така не мора да се јави локално оток на ждрелото, доволно е да се јави тешкотии во дишењето или така наречена обструкција, кога не може да се исфрли целиот воздух надвор. Исто така може, како еден од првите знаци за оток на ждрелото, може да се јави и лигавење и чешање на грлото. Во случај на полесна алергиска реакција, едноставно треба да го избегнувате алергенот, односно причинителот за појава на алергиската реакција. Доколку се работи за локално оток од каснатина, од инсект, во тој случај доволно е само да аплицирате мраз локално на местото на отокот и можеби да дадете лек против алергија. Доколку се работи за посериозна алергиска реакција или оток кој што брзо се шири и се јавуваат некои од знаците за сериозна алергиска реакција, во тој случај ќе побарате стручна помош. Следна тема за која ќе зборуваме се каснатини. Каснатини од луѓе, каснатини од животни. Најчести жртви на каснатини од животни се малите деца, помеѓу 5 и 9 години. Меѓутоа, не само кучињата, касаат и мачките, касаат и дивите животни, касаат и лилјаци. Зошто ги спомнуваме овие каснатини од животни? Затоа што многу лесно се инфицираат, но исто така поради уште една работа, заради можна појава на беснило. Едноставно, кои би биле знаците за можна појава или присуство на беснило кај кучето? Тоа е знак за лигавење, интензивно лигавење, кучето станало непријателски настроено кон вас и покрај тоа што ве познава или без никаква причина напаѓа. Било да е куче, било да е мачка или било кое диво животно. Исто така и лилјаците касаат и пренесуваат и болести. Но што треба да знаете? Едноставно, доколку лилјак дојде во контакт со бебе под 6 месеци, во тој случај побарате стручна помош. Зошто ги споменуваме овие каснатини од животни, односно од луѓе? Затоа што многу лесно се инфицираат овие рани. И луѓето во својата устна шуплина носат многу бактерии и исто така и животните. Што да направите во случај на каснатина од животни и од луѓе? Едноставно ќе земете сапун и ќе го насапуните местото на каснатото место, значи ќе ја насапуните каснатината и под силен млас на вода долго време ќе ја плакнете раната. Секако ќе побарате стручна помош во тој случај и за санирање на раната, но и за соодветен третман. Каснатините било од животни, било од човекот може да бидат најразноразни. Од плитки, несериозни, до длабоки,
кои што многу крварат и изискуваат итна помош. Може да бидат во форма и на нагмеченици, набиеници, во форма на ресеченици или во вид на убод. Што треба да направите? Секако следете го правилото на 4П во педијатријата и побарајте соодветна помош. Кога станува збор за инсектите, односно убод од инсекти, значи зборуваме за пчели, за стршлени, зборуваме за оси и за било кој друг инсект. Они преку својата плунка испуштаат отров кој што кај одредени луѓе може да предизвика алергиска реакција. Уште една работа, кога станува збор за животните, доколку ве касне змија. Обидете се да го запамтите изгледот на змијата. Прво, и второ, секако во најкраток можен рок побарајте стручна медицинска помош. Односно, појдете во најблиската здравствена установа каде што ќе може да добиете соодветен серум, односно против отров.